Колку е доведена во прашање европската поддршка за реализација на ИПАР 3 програмата со оглед на апсењето на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството? Ние како ревизорско тело, согласно мандатот кој ни е доделен, не даваме таква оценка. Односно, ревизорско тело за ИПА, согласно ЕУ регулативите и согласно рамковната спогодба за финансиско партнерство и секторската спогодба, кои се ратификувани од страна на Собранието на Република Северна Македонија и согласно законот врз кој е основана ова институција, има обврска на годишно ниво да издава годишно ревизорско мислење пропратено со годишен ревизорски извештај за точноста и веродостојноста на финансиските извештај, на наменското и законското трошење на овие средства, како и за функционирањето на системот за управување и контрола. Ке се спроведе ли сега ревизија за досега потрошените пари за ИПАРТ програмата со оглед дека директорот се сомничи дека примил мито за одредена фирма да добие поддршка? Значи, ревизорското тело, согласно тригодишното стратешко ревизорско планирање, планира и спроведува ревизии на исплатените средства и декларираните трошоци до Европската комисија и за резултатите, односно за слабостите или наодите кои се утврдуваат при овие ревизии, се доставуваат као извештај, се доставуваат до Европската комисија, односно до Генерален директорат за земјоделство, до владата на Република Северна Македонија и со копија од овие документи до НАО и НИПАК. Можно ли е замрзнување на веќе одобрените средства? Подосно ова прашање повторно ќе нагласам, а не би сакал да ви шпекулирам. Ние не одлучуваме за кои фондови да бидат замрзнати или кои да не бидат. Тој мандат ние го немаме. Таа одлука е одлука на Европската комисија. Како што кажав и порано, дека нашата обврска е да вршиме ревизии, да спроведеме ревизии согласно меѓународните стандарди за ревизија и согласно упатствата од Генералниот директорат за земјоделство. Каква ќе биде реакцијата на Европската комисија во врска со овој случај, ја не можам да го кажам, тоа не сам. Колку ревизии досега сте направиле за работењето на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството? Значи, како што веќе наведов, ревизорското тело согласно европската регулатива и согласно законот за ревизија на ИПА фондовите, за цела ИПАРТ структурата секоја година спроведува различни видови на ревизии, како што се системска ревизија, ревизија на операции и ревизија на финансиските извештаи. За тековната година, 2025 година, веќе се извршени дел од ревизиите кои се планирани за ова година. Дел од ревизиите веќе започнати и се во тек. За овие веќе завршените ревизии имаме подготвено нацрт ревизорски извештај. Дали досегашната ревизија покажа некакви наоди и слабости во работењето на агенцијата? За овие завршените ревизии имаме подготвено нацрт ревизорски извештај и истовремено, согласно стандардите за ревизија, се наоѓаме на фаза како се нарекува contradictory procedures. Овој момент е
момент кога им се дава простор, можност за ревидираната страна да коментира во врска со слабостите и наодите за овие ревизии. Јас не можам сега да коментирам за овие наоди и слабости. И од кога ќе се подготви конечниот извештај, како што наведов и порано, истите се доставуваат до влада, прво до Европската комисија, па до владата на Република Северна Македонија и копија до НАО и НИПАК.